Добар ден и добредојавте во уште едно издание на Формула на македонски, овој пат презентација и кратка анализа на новиот болид на Алфа Таури под кодно име AT03. Кратка презентација на YouTube, би рекол, од 2 до 3 минути, фокусирани повеќе на модниот бренд Алфа Таури, отколку на болидот. Видовме кратка дигитална репрезентација во видеоформа и потоа на Twitter беа објавени неколку рендери од страна на возачите на Алфа Таури и можам да кажам дека ова верзија на болидот на Алфа Таури е прилично ванила, што би рекле популарно, основна верзија без никакви интересни некои моменти кои може да ги забележиме, иако генералниот тренд ни покажува дека за разлика од болидите на Астон Мартин и на Мекларен, овој пат Алфа Таури ја користи максималната должина и носот, односно врвот на носот завршува заедно со почетокот на предното крило, додека кај Астон Мартин и кај Мекларен почнуваат негде од вториот елемент на предното крило. Гледаме дека Астон Мартин има слични отвори за ладење како Астон Мартин, меѓутоа малку поинаква е таа всевкупна форма, така наречена кок ботл форма во облик на Кока-кола шише, за разлика во споредбено со Астон Мартин, некои комбинација, би рекол, овој болид е помеѓу комбинација на тоа што го видовме, што го представи Мекларен и она што го представи Астон Мартин. Секако правилата оваа година се доста поригидни, помала односно просторот за варијација на различни концепти, меѓутоа драго ми е што еве четврти болид, ако го броиме и оној рендер на Хас, четврти болид веќе кој е представен, оној на Red Bull секако не го бројам, бидејќи тоа беше генеричкиот модел на FIA. Четврти болид кој е представен, а кој веќе нуди различни интерпретации и некои различни решенија, така да ми е доста драго. Овде гледаме дека тој што ги или тие што ги крилеле овие рендери не се ни потрудиле да тој воопшто изгледа прилично автентично. Тука над предниот плематик гледаме грешка во тој така дивертер на воздух, каде што гледаме дека од левата страна има засекотина во самиот елемент, од десната страна ја фали таа засекотина, значи дека воопшто не одговара едниот со другиот елемент, иако станува збор за истиот елемент, само од различната страна на шасијата. Подоа кај логото Алфа Таури гледаме дека самиот болид не се ни добро вклопува со подот, дури грубо е како во Paint Cut Paste направена некоја груба спојка, и гледаме дека придвижувачкиот елемент на задното крило, односно оној механички дел кој го придвижува крилото при употреба на ДРС, гледаме дека е само фрлен така како сликичка залепен, воопшто не ни изгледа дека е таму, дека му е таа природната позиција. Сена се еден многу основен модел представен од Алфа Таури, би рекол кријат доста елементи, ништо ново и во однос на суспензијата, бидејќи знаеме дека Алфа Таури користи суспензија од Red Bull. Red Bull се уште го нема промовирано својот болид, така да верувам дека и во полето на суспензија ќе видиме промени. Сена се еден прилично неинтересен, би рекол, евент, еден неинтересен настан и помалку сум разочаран од оваа презентација на Алфа Таури, меѓутоа шемата на бој интересна, доста слично на претходните години, со некои мали варијации, добро прилегаат на оваа форма на овие нови F1 болиди, така да тоа е се што било да кажам во моментов за овој нов болид на Алфа Таури. Како и секогаш ги очекуваме вашите коментари и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!